И ви кажав, Германија бев, одам сега со авионов и пред да полетат авионов, многу јака работа се дешава. Значи, кој ќе ги видиш оние стюардесине, отворат она забешчено, само вака. Ко се појави едно, Господе Боже, едно лично, едно вакво тенко. Тенко ти се чини во профил да се сврти, нема да видиш. Ти исчезли. Едно вакво во муцето. Ето во уба авиокомпанија, ако си во јат не се такви. Во јат кој ќе ти се појави, си викаш, Господе, со Кинг Конг ке летаме. Кој ќе ја видиш та стюардесата, ладна трајна фризурица, на времето што ја направила. Боросанки долу. За да не ја болат нозете. Вени, испуштени, нерви, све. И вакво. Ти се чини редовна линија му е до Чернобил. Не дај Боже авионов ако паѓа. Ти викаш, таја летат со тебе, ти речи, што се дериш бе, со мене си. Прекини. Ами како да не се дерам? Како не се дерам, ви гледај долу во земјава, ке се удриме. Кој ке се удриме, јас ки имам мајката. Немат сексипил, ама искуство. Оваја јас што патував лична беше. И сега објасвите она, знаеш, на почетокот, демек во случај на незгода. Почитувани патници, ве молам за вашето внимание. О, го имаш моето внимание, срце мило. И почуј да објасви. Овој авион има вкупно 8 излези, 2 се одзади, 4 на средина и 2 напред. Зборви ми, сонце мое мило, веќе се чувствувам посигурно, Демек излезиве кој ќе ти ги кажи, ти готово. Немат за што да се секираш. Авионов, ако паѓат, прво што бараме, излезите. Авионов, јас му викам, дечки, извинете, треј нешто, бегам, имам работа. Уж по една пијачка за дечки, ама последна да е. Ето немат како да не е последна. И друго што викат, ако падне нивото на кислород во авионот, се појавуваат едни машчиња од страна со кислород. А то кога паѓат нивото на кислород? Кој ќе соткорнит скрос авионот? Значи летаме сите во воздух. Последно нешто што ни треби е воздух. Ами ако ставете нешто зелено, ве сестро, ако летаме да летаме, така.